Сонцето изгреа. А јас уште око немам склопено од оној кочо и неговото рчење. Сега ќе видиш ти. Ако не спијам јас, тогаш нема ни ти. Кочо! Кочо! Ајде станувај, старо пијаничиште едно. Цела ноќ не спиев поради тебе. Кочо! Кај до една молоса настанувај, бре! По цел ден јас се правам. Сум заслужил како човек да се наспијам. Кочо! Кочо, бре! Станувај! Пијаничиште едно! Кочо! Кочо, пијаница, магаре едно! Ајде станувај! Комарџио, станувај! Што си се развикал ко шашарди сам петал, бре? Не ти фаќа таа глата дека некој спие? Донке, ај гледај си ја ти твојата работа. Како да си ја гледам работата? Како? Кога од црни здори си се спулавил, човек не може да спие. Море, вие се изнаспавте сите, така? А јас од утро до мрак работам нискохи и 2 сати не можам да заспијам. Престани да викаш и да тропаш. Остави го тате да се наспие. Кочо! А да одиш да си легнеш ти во плевната и онака не му си рода на братучедот. Ау, па ти гаси гајки си со братучедот гледам. Писма фрчат секој ден. Слушај, ваму. Тебе братучедот не те ни познава, а да знае каков е, веднаш ќе го избрка. Па што не му пишеш, а? Не сакаш? Како да му пише? Како? Кога него ни знае. Лаже, измамнике. Јас тврдам дека не се рода. Ке се разбуди ли овој комарџија? Кој е комарџија? Комарџија, бе. Еве сте сите тука сега. Знаете што? Јас сега одам да спијам. Јас одам да спијам. Мува ако зуе, ќе станам и сите еден до еден ќе ве отепам, бре. Кочо, намали малку со ракијата и тоа тутунот. Цело село се тресе од тоа твоето рачење. Добро утро, тате. Добро утро, тате. Еве го и кафенцето, тате. Така. Сега дорговарев. Се мислев и си велам, мора убаво кафе да направам, оти треба да се подумаме за овој улавиов. Арно си думаш само, Арно. Татко, овој спие како заклан. А че спие кога сите не разбуди. И, татко? Што е? Не гледаш дека тате се дума? Проштевај, татко. Ке мора да го истераме од тука. Така е, тате. Се е убаво тоа, тате, ама... Мислам, и мене ми е трн во око тоа копулкот. Ма што ќе правиме ние после? Кој ќе ги работи нивите на братучедот? Кој ќе ги собира пченката, гравот, компирите, стоката кој ќе ја чува? Како кој? Па ти и Донка. Ау! Тате, ние ли да работиме? И онака легачите по цел ден. Проштевај, тате, ама... И ти легачиш, не сме само ние, сите си живееме на грбот на братучедот. Да е жив и здрав братучедот. Само нека печали и ич нека не се враќа. Така е, ич да не се враќа, ниту да му текне да се врати. Еј,
Шоарен човек е братучедот. Толку стока, толку земја, само да се купувало, а еве го нема да се врати. Никогаш. Оле копукот, што не му е ни роднина на братучедот. Го сака истото што и ние. Да. А што? А како што? Да лапне се што има братучедот по неговата смрт. Мајчиниот знае дека тој сигурно нема да се врати. Да, ама, овој нели има писмо во кое што пишува и тој тука да остане. А ти уште веруваш во тоа писмо, а? Не го нервирај таа тебе? Донке? Ај, дај картите. Ајде. Ајде. Уште малку, кај да е, нога за нога, ќе стигнем дома. Ајде да. Море што пати зодев. Бога ми, си се наспав. Вака треба. Малку требало да им се свикне на мрзливцина и да те остава да поспиеш саат-два. Туку ајде сега да станам и да поработам, а ти ќе нема што да јадем. Ајде, со среќа нека е. Своја куќичка, своја прдешка. Што се вели? Алал да ти е, тате. Вистина е. Како дојде, корени пушти. Тате, алал да ти е за планот. Да знаеше братучедот. А зошто ние да не му пишеме на братучедот да му кажеме дека Боцо ни се натрапи? Како бе? Кога тој не знае дека и јас сум тука. Тој мисли дека само ти и Донка се грижите за имотот и стоката. Епа, ќе му кажеме како што е. Така како што... Зар и јас да се срамам од братучедот на мајка ни покојна? Да рече, Кочо живее на мој грб, а? Зар не ти е срам така да го резилиш татка ти? Не го нервирај тате, бе. Проштевај, тате. Добро. Нека си остане секако што си е. Ке го потрпиме малку, ама затоа стоката нахранета, дрвата донесени, нивите сработени, ние само си седиме, си јадеме, си спиеме, си пиеме, грижа на светот немаме и комар си маваме. А, брене Прокопсан, мажу мој. Како некоја стара баба начешма си. Стоката, нивите, дрн. Слушај го, татко. Аргати ќе си платиме. Какви аргати? Кој ќе ги плати? А кој пак рече дека мора некој да ги плати? Абе ти слушај ја само жена ти, Донке, ајде, дели картите. Ајде да видиме Донка што ќе подели. Добре, комарчи! Уште време за ручек нема дојдено, вие одма на ракија се фрливте. Наместо да земете да ја зачистите куќава, вие свинјарник ја направивте, свинјарник! Знаете што? Оваа куќа има аир само од пувците, а не од вас. Ета. Ајде, оди, гледај си работа. Не го нервирај татка. Што не се пожалиш ти на братучедот, а? Што не му напишеш едно писмо? Знаете што? Ке ви дојде крајот вас. Гледам. Гледам! Оставите го. Му дојде крајот. Донке, ајде. Ајде, сечи тата,
Какви се луѓе овие, бре? Кај нашле пак изашле. А оној кочо пак мене ништо не ми рече. Кова тој некоја ујдурма. Старо пијаничиште. Кој како сака дека рече, дома си дома. Нека печали братучето. Нека печали! А ние комар ке си играме. Комар и ракијче. Таков те сакаме, син на татко. Домаќин, со куќе ке се сторише. Прости ми, Господе. Ама и јас не сакав да лажам. Да ти самиот гледаш и знаеш што ти за се грижам и се правам како што треба. Фала ти, Господе, а и на печалбарот за покривот надглава. Што друго да направам освен не на свеќа, да запалам, да се помолам за здравје, а и печалбарот да се врати здрав и жив дома, па да ми прости за оваа измама што ја направив. Добар ден. Како влезе, бе? Кој си ти? И што бараш тука? Зборувај или ќе те исерам наклоци од мојава куќа. О, твојата куќа, а? Јас мислев дека ова е куќата на Ѓорѓија Печалбарот. Види го, бе. Кажувај кој си. Абе зборувај, Кажи сега и тука пред тате. абе зборувај или фаќај вратата. Ме прати братучедот од Печалбарот Ѓорѓија. Братучедот. Да, кај те прати? Па тука ме прати. Абе зборувај убаво со татко. Кој си бе ти? Јас кој сум? Јас сум Миќо. Внук на братучедот Печалбар. По страна на мајка Басилка, жена ми Донка, татко. Тој не е на гости тука. Ај чакај бе. Вие се му кажавте, а тој ништо не кажа. Туку само ни се трапа се тука. Вистина, кажувај кој си ти? Значи, со Ѓорѓија работеме заедно. И јас сум Печалбар, да знаете. А плюс тој сме братучеди со Ѓорѓија. И тој ми рече да дојдам овде. Братучедот. Да. И писмо имам од него. Кај е тоа писмо, ај да го видиме? Како да ви речем, простете, ама писмото не е во мене, го заборавив во куферот. Ајде, што чекаш, оди земи го да го прочитаме тоа писмо. Полека, бре, луѓе, полека, полека. Прво секам да се одморам. Ајде сега излегувајте. Како? Братучерот ми рече да дојдем во оваа соба. А тој ми рече дека во оваа соба никој друг не смеело да влегува. Внатре се било ново. Ете така и во писмото пишува. Ајде, затоа ја молам, излегувајте, напладне ќе се видиме и нараја ќе поразговор. Ајде. Ајде, излегувајте, што? Ајде, излегувајте. Тут кај тука се. Ај, моме, ајде и ти. Ете така. Ај, машко ти. Ајде, моме, што чекаш, кај си? Ете таму ке момче.
Знаеш, не ти верувам дека те испратил братучевот. Можно е да го пратил братучедот. Рече дека има писмо. Рече, ама дали има? Па штом рече мора да има. Ај вистина, бака након ден ми изгледа баш како печалбар. О, печалбар. Ако е печалбар, кај му е куќата, кај му е печалбата. Може му е во куферот. Ја! Браво, Борисна, браво. Алала ти е. Еј, може би има цело богатство во куфрот. И ние ќе му го семеме. И после ќе го истераме. Како дојде, како порачан. Слушај, вака ќе направиме. Мајката. Абе јас како безум да останав. Мислам дека тие се грижа за мојот имот, а тие си дошла овде, се распослале, се крка, се јаде, се пие. А и Кочо и тој се доселил овде. Аха, ме види човекот, а не ме препозна. Како ќе ме препозна и кога прв пат се види мене на неговата свадба. Баш ме интересира каква работа ќе излезе со писмово мое. Си мислам дека ќе наседат на мојава стапица. Ај сега да видиме дали овие трупови се живи или цркнале од комари раки. Мичове! Што е, Норидонке? Знаеш дека ова време си дремнува. Не добро де. Што ми викаш? Еве го Боцо, со лопатата на рамо. Па, Што па? па рековме, ако човекот што дојде знае за Боцо, тогаш вистина го пратил братучевот. Ако не, ќе си ја свитка опашката и ќе си замине. Да, еден сигурно ќе лета. Баш да чујам што ќе биде. Добре, пијаници, каде сте, а? Глувци! Кај сте, глувци едни? Што е окутивко? Или и си исполегнавте се, опијанивте, а, пијаници? Комарджи едни. Добар ден! Добар ден. Кој си ти? Шиф ќе го фати, оти не му е родена братучедот? Јас сум роднина на братучедот. Некој братуче? На овојде на чорбаджијата, печалбарот. А, ти си роднина на оние тројца, на? Ускраја да е, никако. Јас по страната на татко. А како те викаат? Боцо. Како рече? Боцо. Боцо. Чекај. Но мене Ѓорѓија не ми спомна за такво име за Боцо. А ти кој си? Чекај. Кога рече с краја да е оние, да не ти се роднини, нешто мислеше? Тоа и ќе видиш сам. Овие овде не знаат ништо друго да направат, освен човекот зијом да го пикнат. Аман бре. Аха. Ами тогаш, момче, да седнеме. Повели седни. Ајде.
Бре, колку дебели ги направил зидовите. Човек не може да слушне што се зборува во другата соба. Лани му изедоа 7 вола. Колку? 7. Испија 9 буриња вино и 3 срчи ракија. Аман бре. А сега јас тебе прв пат те гледам и одма почнав да ти се жалам. Ама вакво џеболебарење нема нигде на друго место. И само тоа го научиле. Своја кукичка, своја прдешка. Ај на здравје некој. Ај на здравје ден. И велиш 7 вола му изедо, а? 7. Кокошките, свињите, кутрите, престанав да ги бројам. Што зборуваш бре? А ако остануваш овде, пријателе, јас ќе те замолам да ми помогнеш. Како да ти помогнам? Така, не може се да пропане да оставиме. И срамота е, бре. Срамота е со туѓа пот ние да си се сладиме, така? Ај! Јас слабо пијам и од една чашка ракија ме зрви толку. Не можам да те лажам. Ме ми дава душичкава. Што е сега? Што сакаш да ми кажеш? Вака. Јас не му сум роднина на Ѓорѓија. Јас не сум го ни видел него. Не се познаваме. Току ги слушнав овие тројцата од другото село, одеа попати такви разгракани, сега се ќе му земеме, куќата ќе му ја земеме. А нив братучедот им пишал писмо да живеат во куќата и да ја чуваат, да го чуваат имото. А овие се испустија. Јас го слушнав ова, гол, бос, бев секако. Си реков, зошто и јас да не одам. Отидов таму, почекав неколку дена, тропнав на врата и еве, од тогаш сум тука. Аман бре, Машко. Е, така. Аман бре, дете што ми изнакаже. А ти? Ти кој си, ќе ми кажеш? Пак ништо не слушам. Што правите бе вие овде, а? Прислушкуваат! Ај ти гледај си работата. Ние сакаме да го видиме писмото од братучедот. Затоа сме тука. Проштевај да не ме сватиш погрешно. Ние сакаме само да се осигураме. И најмалку што сакаме е штета да му направиме на братучедот. Кај е писмото? Кај е писмото? Кај е писмото? Па сега, мои пријатели, ќе ви го прочитам писмото од братучедот. Мили мои роднини, вечно ќе ви бидам благодарен за се што сторивте за мене. Јас, конечно, си доаѓам дома. Ќе пристигнам за ден-два, откако мојот братучет ќе ви го прочита писмово. Повторувам, значи, откако мојот братучет ќе ви го прочита писмово. Едва чекам да ве видам сите и да ве избацам, мили мои роднини. Кога ќе пристигнам, сакам сите заедно да ме чекате во една соба, секој со грне граф пред него. Значи, сите заедно да ме чекате во една соба. Така да седите и да не излегувате од собата, се додека не дојдам. А кога ќе дојдам, сите богато ќе ве наградам за честа што сте ми ја сториле. Се гледаме за некој ден, многу ве сакам, мои мили роднини. О, мили два пати го пишува. Подпис Ѓорѓија. Само ова со гравот, не знам што сака да каже. Не знам, не јас само мислам дека кога ќе дојде има на сите да ни ги удри клоците. Што е за... Што се случи? Само да види тате дали е подписо ист. Да си сме сигурни. Абре, Истиот подписот. јас ви реков дека каде иде ќе дојде Ѓорѓија.
А Боцо, оти си седи таму с краја, а? Оти за него нема ништо напишано во писмото, а? Како нема, има, дали се спомнува мили родни, за Боцо има друго писмо. Друго писмо Да. за Боцо? Да. Има друго писмо. Ајдете луѓе сега да зачистиме куќава, оти немаме многу време. Кај да е? Ѓорѓе реков ќе дојде. Ајде. Ајде, побрзај бе. Ајде, знаеш уште колку имаш за внесување? Ти да ми простиш, многу знаеш да кажуваш. А да дојдеше да помогнеш малку? Ајде да работи таму. Јас сум дојден за друга работа. А Боцо, кај ти е? Боцо, и Боцо има друга работа. Да не го читав писмото што го напишал за него. Ајде, работи таму бе. Ајде, гаот е скоро веќе готов. Татко, мене матна ми е работава нешто. Море, зошто да јадеме во избата како стока? Така рече братучетот. Ама така не пишуваше во писмото. Абе не пишуваш, ама тој така кажа. Рече дека заборавил да напише. Име закона, рече дека треба да јадете во избата. Како да јадеме во визбата? Нели сите заедно треба да јадеме додека да дојде вртучедот? Зошто Боцо да не јаде? Боцо? Боцо затоа што Боцо не ми е роднина, ама се грижи од зимнатот. А вие срам да вие бре, се ви дадов, а за ништо не сте заслужиле. Ѓорѓија! Ово е братучето, татко. Тате, Јас сум Мичо. Ние ништо лошо не направивме. Не направивте лошо, сте ми ја испоганили собата во кој што ви реков да не плигувате. Свиња не сте направили од неа бре. Боцо! Заклучи ја вратата, сега. ама како? Што правиш бе? Кога толку сакате да седите кај мене, може само во визбата. А имате гаф и вода и нема да ве пуштам цела недела додека сами не се заминете и никогаш веќе да не се вратите, мили мои роднини. Ѓорѓија! Отвори бе, Ѓорѓија! 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 Отвори! Ѓорѓија! Ѓорѓија! Слушај, Кучо како вика? Тропаш, Кучо. Ке скрша ти порта и се. Абре, Боци и тебе да те заторат и ти вака ќе тропаш и ќе викаш. Така сум заслужил добро. Така. Нема ова никогаш нема да го заборавам. И ти благодарам, навистина ти благодарам. Ѓориш некаде, а? Ми ја покажуваш раката. Па, сакам уште еднаш да ти се извинам за измамата што ти ја направив. Морам да си одам одовде, да си го најдам патот. Еве, може ќе одам на печалба. Не знам. На печалба? Знаеш што? Печалбата мене ми донесе се. Ама не ми донесе ниту син, ниту ќерка. Па затоа бев толку добар со роднините. Не знам од каде да почнам и како да ти кажам. Сакам да останеш овде, на имотот со мене. Да ме видиш како син. Заедно ќе се грижиме за него. Бидува или не бидува? 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 Бидува, татко. Бидува? Да.